најава за денешните настани. Привршува санацијата на наколната населба заливот на Коските. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот под лупата на ревизорите утврдени низа слабости во работењето. Високите температури ги полнат амбулантите на кардиолошкиот центар во Охрид. Владата подготвува предлог решение за ублажување на растот на цените. Трамп пред време го напушти состанокот на Г7. Со најавените и останатите содржини на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денеска времето беше сончево со појава на локална облачност, ветровито и топло. Максималната дневна температура е понатаму на 30 степен. Во текот на ноќта вторник кон среда ќе преовладува претежно ведро и топло време. Во поголемиот дел од Европа утре ќе преовладува стабилно и топло време. Температурите се високи со јасни знаци на топлотен бран, особено во Шпанија и Јужна Франција. Во Велика Британија, Ирска, Скандинавија и Балтичките земји, како и дел од Источна Европа, нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. На Балканскиот полуостров ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. На југ од Босна и Херцеговина, Црнагора, Албанија, Косово, како и во Бугарија, нестабилно со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 30 до 34 степени. Во Македонија во среда ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови во северозападните, западните, југозападните, како и локално во крајните североисточни предели, услови за развој на нестабилност која што може да донесе врнежи од дожд, грмотевици и услови за појава на невреме. Минималните температури ќе се движат од 11 до 20 степени, додека пак максималните во интервал од 25 до 36 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во среда ќе преовладува претежно сончево и топло време. Во попладневните часови развој на нестабилност која што ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 16 степени, додека пак дневната ќе достигне до 30 степен. Во Охрид во четврток ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 16 степени, додека пак дневната ќе достигне до 31 степен. Во петок претежно сончево со појава на локална облачност, попладне нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 28 степени. Во сабота ќе преовладува сончево време со благ пад на температурите. Минималната температура од 13 степени, додека пак дневната ќе достигне до 26 степен. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи.
Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамара Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Евана, енергија, живот, иднина. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Привршува санацијата на наколната населба во градиште, најпосетуваниот музеј на брегот на Охридското езеро. Локалитетот, кој е единствен од ваков вид на Балканот, се уште е магнет за туристите. Привршува реконструкцијата на музеот на вода во градиште, се врши санација на платформата и 24 преисториски кујкички распослани врз синото езеро. Станува збор за најпосетениот музејски комплекс на крајбрежието, единствен од ваков вид на Балканот, локалитетот кој ги чува и открива тајните на праисторијата. Во внатрешната поставка имаме се тие улиги што користеле всушност во еден ден, значи садови за јадење, пиење, готвење и алаци, значи се што користеле буквално во секојдневието. И чуваме дури некои од оригиналните дрвени столбови на кои што стоела населбата. Наколната населба е магнет за туристите, сликовито и детално го представува животот на племенските заедници во едно далечно време. Very like. Од Полска сме. Многу ни се допадна, интересно е за мене и за моето семејство. For sure not the last time we are in. Едноставно не ја познаваме доволно оваа земја, тоа е предизвик, навистина е преубаво овдека. Кујкичките се прашуваме зошто ги изградиле на вода, сакаме да знаеме повеќе за ова место. Музејскиот комплекс е распослан на 20.000 метри квадратни, има наколна населба, затворен музеј, пристаниште, обновен римски кастум и нуркачки центар, со што гостите може да уживаат и во подводна авантура. Се работи за артефакти кои полагаат од бронзено и железно време, околу 3 до 4.000 години стари, на дното на езерото, буквално кај заливот на Коските, покрај малите и средна големина на риби кои се гледаат тука, има и понекоја змија, меѓутоа сите тие работат заедно во екосистемот и нема никаква опасност. Последен пат музејскиот комплекс беше реновиран на почетокот на 2017 година. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот со сериозни предизвици во остварувањето на законските надлежности за развој на туризмот, покажува ревизорскиот извештај за работењето во 2023 година. Како што соопшти денеска Државниот завод за ревизија, агенцијата со неравномерна распределба и реализација на средствата во програмата негативно влијаела врз интернационалната видливост на државата како туристичка дестинација.
Ревизијата на финансиското работење и усогласеноста на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот за 2023 година укажува на сериозни предизвици во исполнувањето на законските надлежности за развој на туризмот. Ревизорите констатирале слабости во планирањето и спроведувањето на програмските активности, управувањето со средствата и почитувањето на законската регулатива, што резултира со нецелосно искористување на туристичките потенцијали и ограничен ефект од преземените мерки за промоција и поддршка на туризмот. Во текот на 2023 година, Агенцијата има реализирано вкупно 80.379.000 денари за субвенционирање на организиран туристички промоција, промоција и унапредување на туризмот, вклучувајќи учество на меѓународни туристички саеми, спроведување медиумски кампањи на странски пазари, функционирање на агенцијата и друго. Анализата на реализацијата на програмата за промоција и поддршка на туризмот на агенцијата за 2023 според Државниот завод за ревизија покажува неравномерна распределба и реализација на средствата по програмски компоненти, односно намалување на средствата за клучните функции на агенцијата, промоција и поддршка на туризмот, за сметка на значително зголемување на средствата за субвенционирање на странски туристички промет. Овој дисбаланс, особено во делот на маркетинг активностите, посочуваат ревизорите, негативно влијае врз интернационалната видливост на државата како туристичка дестинација и ја ограничува можноста за зголемување на туристичкиот промет и девизниот прилив. Дополнително, недостига анализа за потенцијалите на домашниот туристички пазар, се уште не е воспоставен единствен туристички информационен систем, а соработката со единиците на локалната самоуправа е ограничена и недоволно координирана, соопштуваат ревизорите. Иако постојат повеќе стратешки документи на различни институционални нивоа, ревизијата укажува на слаба меѓусебна координација и недоволно ефикасно користење на туристичките потенцијали на државата. Утврдени се слабости во имплементацијата на надлежности на агенцијата и нереализирани обврски. Дополнително констатирани се слабости во финансиското работење кои укажуваат на потребата од неодложно унапредување на интерните процеси и системот на внатрешна контрола, неусогласеност на сметководствената состојба, отсуство на клучни евиденции и процедури, недоследна примена на прописите и нефункционалност на советот во носење на програмски документи. Високите температури ги полнат амбулантите во специјализираната болница за кардиоваскуларни заболувања. Пациентите се жалат на тешко дишење, замор, главоболки и вртоглавици. Посебно загрижувачки се огромните варијации на крвниот притисок и пореметувањата на срцевиот ритам. Лицата со хронични заболувања, особено оние со кардиоваскуларни, треба да бидат особено дисциплинирани во следењето на препораките за заштита при високи температури. Екстремно високите температури како и наглите промени на температурата негативно влијаат врз здравствената состојба на хронично болните, особено на кардиолошките пациенти. Деновиве се полнат амбулантите на специјализираната болница за кардиоваскуларни заболувања во Охрид. Пациентите се жалат на тешко дишење, брзо заморување, главоболки, вртоглавици, проблеми со концентрација. Она што би сакала да истакнам се варијации во крвниот притисок. Огромни варијации на крвниот притисок, дури и во едно деноноќие. Значи имаме варијации од многу високи вредности за крвен притисок до вредности кои што се под нормалата. Зборуваме и за ново појавени хипертензии, но и за хипертензии кои што дотогаш биле сосема добро регулирани со редовната терапија, а кое што во овој период тешко се регулира. Исто така, освен варијации на крвниот притисок, имаме многу чести пореметувања на срцевиот ритам, значи ново појавени аритмии или повторна епизода на веќе дијагностицирана аритмија. Во последните години, поради климатските промени, екстремните температури, особено високите температури, се почести и со самото тоа овие појави кои негативно влијаат на пациентите се исто така чести и повидливи, вели директорката на Охридскиот кардиолошки центар доктор Билјана Теговска. Во светот веќе се достапни и голем број на научни студии кои што се прават години наназад на огромен број на пациенти и кои што емпириски ги докажале овие наши запазувања, односно покажале дека високите температури, екстремни температури влијаат врз големена смртност на пациентите со кардиоваскуларни заболувања.
Екстремните температури кај сите луѓе влијаат негативно, меѓутоа особено наглите промени на температурата како што се случи оваа година, па и годината претходно, значи дополнително овој ризик го обремени и го направи повидлив, така да и бројот на пациенти во нашите амбуланти се зголеми. Покрај советите за справување со најчестите ризик фактори за кардиоваскуларното здравје, регулиран шеќер во крвта, регулирање на крвниот притисок, на покачените масти во крвта, оптимална телесна тежина, престанок со пушење, за периодот на високи температури пациентите и воопшто сите граѓани треба да се придржуваат до познатите препораки за избегнување престој на отворено од 10 до 17 часот, да се носи светла и лесна облека, да се заштити главата, да се пијат доволно течности и да се конзумира лесна храна, а хронично болните дисциплинирано и редовно да ја примаат препишаната терапија. Премиерот Христијан Мицкоски денеска најави дека за многу скоро ќе има предлог решение за облажување на растот на цените на прехранбрените производи. Размислуваме, се консултираме со експертската јавност, следиме што се случува со однесувањето на трговците, на производителите, на дистрибутерите, но и на ланците на трговци. Така што ова е еден сериозен процес во кој што сериозно навлегуваме и мислам дека многу скоро ќе излеземе со предлог решение. Кога? Па периодов. Обезбедени се 50 милиони денари за 1570 стипендии за новите ученици во дуално образование од септември, информираат од владата. Во учебната 2025-2026 година, учениците кои ќе се запишат во дуалните паралелки и ќе ги исполнат конкурсните услови, 9 месеци ќе добиваат по 3500 денари. Реалниот сектор има потреба од стручни квалификувани лица и за таа цел како влада преку овие мерки и чекори ги стимулираме младите своето образование да го продолжат во некоја од дуалните паралелки. Ја развиваме соработката со реалниот сектор со вклучување на 550 компании кои директно ќе ја спроведуваат практичната обука на учениците кои ќе се запишат во дуалните паралелки, соопштија од владата. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.